Добро вечер, последна анализа за оваа недела. Јас сум Гоце Михайловски, а мој гостин вечерва е поранешниот премиер Љупчо Георгиевски, председател на ВМРО Народна. Добро дојдовте. Добро вечер, поздрав до сите ваши гледачи, благодарам за поканата. Господине Георгиевски, да почнеме од најактуелното. Вчера испративте со СДСМ заедничко соопштение во кое информиравте јавноста дека веќе не сте дел од опозиционата коалиција. Ве избрка или сами напуштивте? Не станува збор за бркање, не станува збор ни за кавга. Значи, она што можете да го видите од самото соопштение, ние констатираме дека она кратка соработка што имавме со СДСМ и тие нормално со нас, беше на едно високо ниво. Задоволни сме од сите договори, од се она што беше постигнато. Задоволни сме што во ниеден момент не дојдовме во ситуација налутини да се разделиме или во некоја лоша атмосфера да се разделиме. Меѓутоа, таа атмосфера, тој разговор трае неколку месеци наназад. Имаше дури на идеја кога Стојанче замина да целиот блок десен да се оддели. Меѓутоа, сега едноставно свативме дека сепак се работи за две идеолошки платформи сосема различни. Дека станува збор за две идеолошки платформи, тоа се гледа, да речеме, и во соопштенијата кои ги даваме, темите кои ги анализираме, а мислам дека и во самите избори ќе се види дека станува збор за две идеолошки платформи. Едноставно оценивме дека подобро е тоа сега да го направиме, поготово кога сега се известни предвремените парламентарни избори. Она што е многу важно, во ова разделување нема зла крв, има еден коректен однос и можеби некаква шанса утре или задутре повторно негде да се најдеме и да се споиме. Меѓутоа, сметаме дека е многу почесно сега пред своите гласачи да излеземе и посебно. Ќе посебно дека и кога правевме коалицијата со господинот Црвенковски, тоа беше многу назначено, дека таа коалиција е од краток карактер, таа е коалиција за да демонстрира една нова сила во Република Македонија и дека во скоро време ќе биде разделена. Еве, конечно тоа се случи. Добро, практично само локалните избори ги истеравте заедно. Сега кога доаѓаат најбитните избори, повторно сте разделени. Вие околу идеолошки разлики веројатно бевте свесни уште пред да направите коалицијата. Меѓутоа во самото постоење, значи се види дека тие премолчувања кои ние треба да ги правиме заради нив или тие заради нас се доста големи и сепак сметаме дека е шансата. Еве да речеме, јас ќе ви кажам некои мотиви и наши, чисто лични. Ние имаме барем илјадници ВМРО-вци кои велеа, вика да бевте сами ќе гласавме за вас. Значи, еве сега им шанса на сите тие ВМРО-вци кои тогаш не ја прифатија таа коалиција со СДСМ, сега им кажуваме, сега сме сами, тука сме, се обидуваме да ја браниме она чиста идеја на старото ВМРО, на ВМРО ДПМН дури ако сакате, препознајте не и немате после образложение да кажете затоа што се со СДСМ не сакаме да гласаме за вас. Исто така сме свесни дека и во СДСМ има многу структури кои не ја прифатија таа коалиција и сметаме дека за нас како политичка партија настапуваме сега многу поизворно, почисто, едноставно немаме потреба од резерва према некои ставови. Тие во СДСМ сега имаат повеќе шанса да создадат една, така да кажеме, лево централна коалиција без да се опторуваат со ова десно крило. Така што сметам дека граѓаните ќе имаат многу почисти ситуации за гласање. Таму останува уште Обединети за Македонија, ако не се лажам. Имаат сега тие таму разговори, не знам како ќе завршат тие разговори, може да Обединети за Македонија и таму да останат. Меѓутоа тоа е нешто што ќе се расчисти во овие 2-3 дена. Господинот Стојанче Ангелов, кога излегуваше од коалицијата, наведе дека и промената на раководството во СДСМ влијала на одлуката. Рече Бранко си е Бранко. Дали тоа кај вас влијаеше? Не морам да кажам. Јас можем да кажам дека со господинот Заев остваривме навистина една многу добра комуникација. Тој се ги почитуваше сите договори што ги имавме постигнато претходно со господинот Заев. Можеби некој крилав внатре во СДСМ повеќе има некаква, да речеме, некаков отпор, да речеме, према нас, отколку што самиот Заев. И на крајот сме оценивме дека ова е најдобро решение. И сметам дека за нас како ВМРО Народна партија навистина е престижна оваа ситуација. Ние ќе излеземе со храбри ставови, со радикални позиции по многу прашања во Република Македонија, нешто што можеби самиот СДСМ нема да може да го направи. Сметаме дека
нашата улога не патиме од тоа нели рейтинг ваков или онаков, туку да сакаме да промовираме навистина некои нови концепти и да отвориме нови простори во македонскиот политички простор. Односно како и секогаш, јас од 90-та година едноставно сум таков, се обидувам да кршам некои ѕидови. Кога влегувавте во коалиција со СДСМ, една од главните причини што тогаш ги наведувавте беше дека тоа го правите за да го заштитите членството, симпатизерите од разните притисоци што ги имате. Сега нема да биде исто? Гледайте, тој аргумент и понатаму постои. Нели, јас тоа постојано го кажувам. Во последните 7 години членовите и симпатизерите на ВМРО Народна, на Љупчо Ѓорѓиевски, лојалните луѓе на Ѓорѓиевски, трпат сериозни притисоци, трпат сериозни нели удари и ако обстанале толку многу години со мене, се надевам дека и ова битка ќе успеат да ја обстанат. Мислам дека нема да ми изненади ако се случи повторно 1, 2, 3 да речеме нели напуштања, меѓутоа тоа сме го виделе многу пати во овие 7 години, ќе ги издржиме тие удари доколку се случат. По претходните избори 2011 година некако и гордо дори изјавувавте дека сте трета политичка партија во македонскиот блок. Па да, знаете, ние сме понатаму трета, ние сме перманентно на последните 4-5 изборни циклуси што ги имаме во Република Македонија постојано трета политичка партија од македонскиот блок, ако ги земеме двете албански, значи сме пета политичка партија. И тука се сочуваме да речеме со една непринципиелна политика. Например, вие забележувате, ако не е 24 часа, јас нема кај да се појавам, за жал, и помалку телма морам да им дадам признание. Меѓутоа, ние на друга телевизија, не само што мене не ме кани, туку и воопшто не дава пресконференција од ВМРО Народна партија. И тука е еден парадоксален случај. Например, има партии кои се формираат вчера или завчера, не знаеме колку тежат, меѓутоа масовно ги има и на Сител, и на Македонска радио и телевизија, значи партии, да не зборуваме за некои адхок здруженија кои ги прават нон-стоп, повторно без никаква подкрепа, имаат ударни вести, значи тоа е само ја отсликува, да речеме, оваа слика на македонската демократија, каде што некои кои го сметаат за реален противник, нема пристап до медиумите. Затоа овој пат ние ќе користиме масовно, да речеме, интерес страниците, например, ние веќе работиме на предизборната кампања која ќе ја дадеме на YouTube, така што ова е добар повик, таму негде после 10 дена граѓаните ќе можат нашата кампања да се ја гледат на YouTube, на интернет. Ќе ги користиме овие локални телевизии, оние телевизии државни кои сакаат да не објавуваат. Тешко ќе ни биде во целата кампања, меѓутоа се надевам дека луѓето ќе знаат дека ВМРО Народна партија овој пат оди сама и оној кој сака да се потсети на старо ВМРО ДПМН, меѓутоа и оние кои сака да чуе некои нови, нели, модерни идеи за Македонија, ќе може кај тоа да го најде и да го чуе. Тие мали десни партии од прилика 50-60 илјади гласа добиваат на сите избори. На едни мислам дека ги освоивте сите вие, на последните се поделија. Некако констелацијата ви одговара. Обединети некако зата и после апсењето на Бошковски, Филип Петровски се врати во ВМРО ДПМН, останува уште достоинство. Па не, јас да ви кажам, кажам за вас би било успех. Јас да ви кажам право, јас ќе ве потсетам дека ВМРО Народна партија имаше избори кај што и 100.000 гласови доби. Меѓутоа во одредени ситуации нели и ние потоа не бевме доволно активни, ДПМН беше доволно брутална према нашите членови. Така што ние не одиме нови избори за да им кажеме на луѓето гласајте за нас, оти ќе победиме и потоа ќе ви дадеме вработување или не знам што. Ние се обидуваме нови избори да им кажеме на луѓето гласајте за нас затоа што се обидуваме се уште да ви дадеме идеологија и политика. Значи, ние нема да ги лажеме со нели вработување, нема да ги лажеме со 2000 денари на денот на изборите или вреќа брашно. Ќе се обидиме да ја вратиме идеологијата во Република Македонија, во политичкиот простор и навистина сметам дека ќе се обидиме да ги победиме тие стари емоции од раните 90-ти години кога луѓето беа гладни и жедни за идеологија. Ако успеат тоа да го препознаат кај нас, ние веруваме дека можеме да оствариме на бројка од 50.000 гласа, кога зборувам, значи тоа се однесува 7, 8, 9 пратеника, независно од тоа колку е, тоа е целта, значи тоа е целта што сакаме да постигнеме. И сметаме дека таа бројка ќе биде бројка за
гаранција на граѓаните во Република Македонија дека конечно демократијата ќе биде освоена во нашата држава, затоа што една од основните цели кои сакаме да ги понудиме борба за демократија. Значи луѓето повторно да го напуштат стравот, повторно да се чувствуваат во слободна и демократска земја, а верувајте дека доволно е некој да биде тек на вагата во новиот македонски парламент и вие да имате таа демократија. Добро, истите цели ги имавте 2011, но не успеавте да освоите ниту еден пратеник. Па гледайте, 2011 година се случи една многу интересна ситуација. ВМРО Народна партија имаше 30.000 гласа, 29.000 и нешто гласа, и ни фалија само 5.000 гласа за да имаме 5 пратеника. Руфи Османи со помалку има двајца. Да, точно така. Значи, затоа ние велиме дека целта е неостварлива. Значи, многу малку ни фали да го имаме основната идеја од 5 пратеника кои едноставно се доволни за да гарантираат дека утре во Република Македонија ќе има демократија, ќе има демократски процеси и дека многу работи во нашата држава ќе се сменат. А да не зборуваме за економски промени, да не зборуваме за многу други посуштински проблеми кои ние сакаме да ги отвориме и да ги решиме. Неколку пати во разговоров се повикувате на идеологијата, дури и за раскинувањето на коалицијата со СДСМ. Може ли да ни кажете која е вашата идеологија и што е толку различно од СДСМ? Па, во основа првата цел ќе биде демократија и само демократија, затоа што навистина сметаме дека во Република Македонија недостасува тоа и дека македонскиот народ во принцип денеска е гладен за демократија. Зошто можеме тоа да го гарантираме? Затоа што имав еден период 98-2002 година кај што никој не може да ми го земе фактот дека сум бил најдемократскиот премиер во Република Македонија од сите можни противници и непријатели. Со таква демократија на политички план доаѓаме и до економска демократија, економска слобода на граѓаните, меѓутоа има и некои нови работи. ВМРО Народна партија нови избори ќе излезе храбра и можеби прв пат и единствена од македонскиот политички кампус. Не го набројувам албанскиот, затоа што албанскиот веќе е дефиниран по тоа прашање, каде што јасно и недвосмислено ќе им порачаме на македонските граѓани дека дефинитивно на овие избори мораме да го затвориме проблемот со името. Имено правиме предвремени избори. Зошто ги правиме тие предвремени избори ако не сакаме да дадеме одговор на главниот проблем кој го имаме во нашата држава? Сакаме ли брз компромис со грците? Сакаме ли брзо решавање, влез во НАТО, влез во Европската Унија? Во таа насока ние имаме една ситуација која сите ја препознаваме. 24 години еден проблем, дефинитивно не само што не го решаваме, туку и ја влошуваме ситуацијата. Денеска имате и НАТО и Европската Унија како услови кои ги имаат за Македонија ако сакаме да одиме натаму. И затоа ние велиме, ние сакаме да ги повикаме сите оние разумни граѓани на Република Македонија кои немаат намер уште 24 години на ист начин да се води политиката во државата. Сметаме дека последниот предлог на Немец со Република Горна Македонија е еден од најдобрите предлози кои Република Македонија ги има добиено и сметаме дека за употреба надворешна употреба на Република Македонија, практично на некој начин тоа ќе му дојде таму кај што е сега БРМ да се употреби името Горна Македонија плюс некои елементи кои се ставени на маса. Сметаме дека во наредните 4 години ако остане оваа политика, ние нигде нема да мрднеме. Сметаме дека ова не е проблем кој е толку драматичен како што владачката структура сака да ни го прикаже во оваа медиумска хипноза со нивните медиуми во последните 5-6 години. Сметаме дека не е овој проблем во кој Македонија понатаму треба да се истоштува мултиетнички, економски, демографски, демократски или било како. И сметаме дека овие предвремени избори треба да бидат решение за тој проблем. Добро, сето друго. Меѓутоа тоа го зборувате неколку години веќе. Дека треба да се реши, овој пат ќе го ставиме, ова ќе го ставиме како избор на граѓаните. Јас го зборувам тоа, меѓутоа морам да кажам дека не им е ставено вака директно на маса на граѓаните да гласаат за тоа. Овој пат јасно ќе им кажеме. Ние сме таа партија од македонскиот блок, единствена, која јасно и гласно вели дека во името Република Горна Македонија нема ништо страшно за македонскиот идентитет, дека 24 години не успеваме да се поместиме од никаква мртва точка,
Во наредните 10 години не гледаме дека нешто може да се смени, а зошто да не го направиме чинот сега, а да го оставиме на нашите деца или на внуци, кои најверојатно треба тоа да го направат после 10 години и да констатираме дека сме го изгубиле времето. Значи, сакаме порадикално тоа да им го поставиме на македонските граѓани. Ако сакаат другите партии, нека не следат со волк, нас тоа не ни пречи, затоа ние дадовме една декларација деновиве, каде што сите политички партии ќе ги информираат македонските граѓани дека со давањето на мандатот им даваат мандати да го затварат овој проблем. За мене оваа ситуација... тоа ситуација... фали за да се реши според? Ова е символично. Ова е символично да ги охрабриме другите политички партии, затоа што вие гледате во Република Македонија се уште некој добива избори на тоа дека го брани името, некој губи избори за тоа што нели сака да го продаде името. И гледате вие да речеме какво има ретерирање на СДСМ, на ЛДП, на многу други политички партии, да речеме, кои од време на време се обидуваат да речат сакаме побрзо решавање на проблемот. Едноставно сметаме дека владеачката партија го злоупотребува тој проблем, сметаме дека ги искривува работите во таа дискусија. Јас сум спремен со секој представник на владеачката партија да го дискутирам овој проблем. Ако не сакаат за други прашања, еве на тоа прашање кај што сметаат дека се најаки, навистина немам проблем од дуели, немам проблем од дискусии. Нека пријават кои сакаат свој кандидат или не мора да биде од прво ниво. Јас сум спремен и со трето ниво нивно да дискутирам за тој проблем, за да им укажем дека тие едноставно манипулираат како адвокат кој не сака да го реши проблемот 10 години. Да, но им носи поени. Како вие ќе бидете конкурент, господин Георгиевски, на ВМРО-ДПМН, кога практично се откажувате од главниот адут на десничарските партии, патриотизмот? Вие апсолутно. Токму тоа сакам да го разбијам. Цела нација не сака да се промени името, вие упорно барате да се промени името. Значи, токму тоа сакам да ви кажам. Значи, само си го навлекувате гневот. Вака сега. Јас токму сакам тоа да им кажам. Ние сакаме да се вратиме на разумниот дел на македонските граѓани. Состојбата на Република Македонија воопшто не е розова. Состојбата на Република Македонија за мене е повеќе драматична отколку розова. Ако ја погледаме, да речеме, било која состојба. Па и демократијата што ја нема во Република Македонија е затоа што некој сака да има монопол на одредени прашања и тие прашања да ги манипулира. Ајде да го погледнеме второто прашање, економијата. Денови МВФ ни каже дека идната 2015 година ќе има 680 милиони евра Македонија долг да го врати кон странство. 2000 година буџетот на Република Македонија беше 1 милиарда, сега скоро 1 милиарда треба да вратиме за една година долг. Добро, и да го решиме, името пак треба да вратиме. Тоа што има врска со името? Па има многу врска, затоа што брзиот влез во Европската унија и НАТО, значи дефинитивна стабилност на Република Македонија, дефинитивна економски просперитет и надеж. Јас сметам и ќе им објаснуваме на луѓето што значи тоа влез во НАТО. Ајде, знам дека знаат веќе што значи влез во НАТО. Трајна стабилност, трајна безбедност и конечно да седнеме со оние, нели, сите големи сили на иста маса. Меѓутоа дека што значи влезот во Европската унија, мислам дека не им е доволно објаснето на граѓаните на Република Македонија. Јас ќе ви кажам само неколку податоци. Владата на Република Македонија вели им дава субвенции на земјоделците во Република Македонија. Не сакам да спомнувам дека тој договор со Светската трговска организација јас го избуксирав за македонските земјоделци. Меѓутоа само ќе ви кажам, ако влеземе во Европската унија, наместо сегашните 150 милиони евра субвенции, ќе добиваме 300 милиони евра субвенции за македонските земјоделци. Нема да го даваме тоа од буџетот на Република Македонија, туку ќе го добиваме од буџетот на Европската унија во Брисел. И има нешто што е многу појако од сета владина помош што може да им се даде на македонските земјоделци. Дали македонските земјоделци се свесни во моментот кој ќе влеземе во Европската унија дека денеска сабаље ги берат доматите или бостанот, пиперките, го товарат на камион и без никој да ги праша, ги носат на пазарот во Виена, во Солун, во Букурешт, во Софија или ако сакаат со трек во Рим. Која економска мерка, значи што ја сега треба да им кажем на македонските земјоделци, ќе направиме вака како влада, ќе направиме таква, онаква или ваква мерка, кога утре со влезот во Европската унија, онаа што тие го сонувале, пазарот на Европа да им биде достапен, ќе го добијат за 24 часа. А кој гарантира, господин Георгиевски, дека кога решиме името дека ќе влеземе во Европска унија? Знаете,
сега ние зборуваме, се надевам, со сериозни луѓе од Европската унија. Ние имаме јасен став на НАТО. Ако денеска го решиме проблемот со грците, утре влегуваме, односно утре буквално за месец дена до 2 месеца влегуваме во НАТО. Тоа е јасна позиција на Добро, НАТО. со Европска унија може 20 години преговори да имаме. Вака, со Европска унија дефинитивно мораме да имаме преговори, меѓутоа тие преговори нема да траат повеќе од 4 години. Па сега тоа е одговорноста на политичарите. Српската влада денеска која е во Србија, свесно влезе во еден компромис кој мислам дека е 5 пати поштетен од она што да речеме Македонија треба да го направи. Јас тоа постојано го повторувам, нели, на се угледуваме на србите, буквално на некој начин живееме како мала Србија внатре во Македонија. Се ни е пример Србија, а онаа што најхраброто го направи, никако не сакаме да го сватиме. Значи, патриотите кои се србите кои се попатриоти од нас, кои се понационалисти, не знам се и поголеми, и похрабри, и похерои, сватија дека едноставно треба да го направат компромисот. Тие направија, се откажа од реална историја, се откажа од реална територија и се откажа од 100.000 жив народ, најтешкото нешто, кои треба да им ги остават на косоварите внатре во Косово. Јас се извинам, дајте ми некој кој ќе ми ги оспори тие тези дека нашата остапка што треба да ја направиме е потешка таа што србите ја направија. Добро, не се споредува тоа. Аргументот е дека загрозен идентитетот. Ма нема загрозен идентитет. Значи, тоа е едно од тие манипулации. Факт е дека Грција не признава македонски народ, македонски јазик. Ама вака сега, пред да биде оваа влада, 15 години го имаше тој проблем. Ајде подсетете се, има ли некој кој разговарал за македонскиот идентитет? Ние да сме разговарали за македонскиот идентитет. Проблемот на разговор на македонскиот идентитет го стави оваа влада. Пред тоа никој не го дискутираше прашањето за македонскиот идентитет. Еве едно идентитетско прашање ќе ви го кажам многу јасно. Со првиот договор на Киро Глигоров, нели, за БЈРМ, во Обединените нации беше запишено македонски јазик. И во европските извештаи секаде го имавме македонскиот јазик. Ама го нема во предлозите на Нимиц сега. Ама чекајте сега. Ама тоа не се дискутираше пред оваа влада. Ова не се дискутира. Ние го отворивме тој проблем. Ама без разлика. За да го затвориме треба и тоа да го решиме. Ние самите го искомплициравме тој проблем. Значи ние го имавме решено тоа. Ние проблемот со македонскиот јазик го имавме затворено. Ја не знам кај треба да ни го признаат тој македонски јазик отколку она формално запишување во Обединените нации и во Европската унија да ви кажат дека имате македонски јазик. Тоа го имаме и ден денеска го имаме. Самите ние велиме, ама сакаме уште еднаш да ни дадете тапија дека ние македонскиот јазик. Ја не знам, тоа е сами ги комплицираме проблемите, таму и сами ги правиме проблемите таму кај што ги нема. Најверојатно сега ќе треба пак одново тоа да го преговараме и јас сметам дека тоа е работа која најверојатно може да се добие. Затоа што во многу од тие предлози беше поставено како македонски јазик. Сега, гледате волја од страна на Грција да се реши проблемот, значи ворете, не верувате во нашата влада, меѓутоа гледате сега, претпоставувам дека овој Симитис е сега малку поостори Самарас е порадикален. Тој го измисли спорот практично. Тој го измисли и најверојатно сега си држи до некои своји каприци. Ама пред Самарас го имавте најдобриот Папандреу. Што направивме ние со Папандреу? Папандреу направи максимални напори да го придвижи проблемот напред. Ниту се замараше со тие идентитетски прашања премногу. Добро, ма вие викате сега да политичарите да преземат одговорност после избори да го решат. Како ќе го решат? Кога треба да седнат со Самарас, со најрадикалниот. И практично Самарас тоа го чека. Значи ние тука да изградиме консензус дека готово пропаѓа држава и ако не го решиме за 5 месеци. Станува збор за тактика и анализа. Јас сега ви кажувам за него. Работите горе-доле за кои се дискутираат се знаат. Идентитетските прашања ние ги ставивме на маса. Имаше завчера изјава на француската амбасадорка која вели нигде никој не ви го бара, не ви дискутира за вашиот идентитет. Претходно американците неколку пати истите изјави ги дадоа. Никој не ви ги бара да дискутирате за вашиот идентитет. Добро, зошто мислите народот дека уште верува? На сите анкети мнозинството граѓани, 80% од македонците велат не сакаме ниво Европска унија ако цената е името. Затоа што се работи за медиумска манипулација и медиумска хипноза диктирана од страна на власта. Јас ви го гарантирам тоа е директно. Идентитетското прашање е прашање на малцинско прашање. И прашање за идентитет може да дискутираат курдите во Турција.
ние на држава самостојна, независна не дискутира за свој идентитет. Ниту пак бара некој друг да им го признае идентитетот. Еве, кажете ми некој на некој друг кај што признал идентитет. Ние се живееме во некои своји сопствени фрустрации. Знаете што е идентитетот? Јас тоа постојано велам. Идентитетот е музиката на која се радуваш и песните кои ги пееш. Тоа е идентитетот. Јас сите тие загрижени македонци за името на Република Македонија, кои ќе направат свадба и 100% од музиката им е српска, ќе сакам да ги прашам отворено, им текнува ли тогаш на македонскиот идентитет, кога целата свадба ќе им е со српска музика? Тогаш треба да размислуваат за македонскиот идентитет, а не во формите. Содржината на идентитетот е во формите. Кај е проблем? Ние сме видели фрустрација на режим на албанците. Не, вака сега. Ние имаме и проблем на фрустрација на албанскиот идентитет. Значи, во Косово тие беа поробени од србите и се борија со пушки, со бомби, се тепа. Во целата таа борба тие некаде кажали дека се борат за за албанскиот идентитет? Не. На крајот прифатија и држава која ќе се вика Косово, а народот е албански. Значи, тука во Македонија ќе имаат држава Македонија, а тие се албанци. Имаат ли проблем албанците со идентитетот? Кој треба да им го признае на албанците идентитетот? Добро, кај нас се врзува државата со македонскиот народ, веројатно ради... Ама тоа се нашите фрустрации кои ние ги извизуваме. Ние се уште не можеме да напуштиме сталинистичката концепција за национален идентитет, а сакаме да бидеме модерна нација. Србите исто така. Црна Гора која ја излезе од Југославија, има се 5-6 месеци кај што државата се викаше Југославија, а народот беше српски. Имаше дискусија многу силна во Србија дека треба тие да го задржат името Југославија и на тој начин да бидат заштитници и пазители на традицијата на Југославија. И зошто србите немаат проблем со идентитет ако се викаат Југославија? Значи, никој нема проблем со такви идентитетски прашања, ние постојано нешто правиме некои оригинални проблеми на светот и после се чудиме зошто не ни ги признаваат тие проблеми. Што мислите, зошто, например, кажувате за сите погодности што би ги имале граѓаните, државата доколку влеземе во НАТО, во Европска унија? Зарем владата наша не сака да ги има тие предности, па тоа би одговарало и незе, да има повеќе субвенции да гради патишта. Зошто не би сакала да... Што ни се субвенциите? Сега се задолжуваме од Кина за патишта. Дали по 5 или по 20 години тие пари ќе стигнат да ги плаќаме ние. Ајде да погледнеме на соседна Бугарија, на Романија или сега Хрватска, колку пари за автопатишта добиваат Европската унија, без една банка да се задолжат граѓаните на Република Македонија. Бугарија од овој буџет... Ама нема логика, господин Георгиевски, зошто македонската влада да не би сакала истото? Значи, веројатно сака да го реши, меѓутоа во моментов нема ситуација да се реши. Приказна со која успешно манипулира и приказна со која победува. Ајде сега вака да ја вратиме приказната за идентитетот. Оваа влада, од веќе шпекулации политички, кои мислам дека не се веќе се докажени, еднаш се има согласено Република Македонија Скопје и еднаш се има согласено Горна Република Македонија. Значи не Република Горна Македонија, туку може Горна Република Македонија. И што е проблемот сега со идентитетот? Како тука немаме проблем со Република Македонија Скопје, а да речеме со она што еве сега веќе скоро известно дека ќе го прифатим Грција и мигрантната заедница Република Горна Македонија, имаме проблем со идентитетот. Јас сметам дека со Република Македонија Скопје ние имаме многу посериозен проблем со идентитетот отколку со Република Горна Македонија. И конечно, еве пак е едно прашање кое ќе бидеме горномакедонци. Сега една најомилена тема, вие знаете дека јас многу ја сакам антиката и антиквизацијата. Значи, не можат стручњаците за антика во Република Македонија да не знаат дека во античка Македонија имаше Горна и Долна Македонија, да бидеме искрени, тие и двете денеска се наоѓаат во Грција, значи не станува збор за оваа Горна Македонија. И Аминта III, таткото на Филип II Македонски, дедото на Александар, ги обедини. Значи Аминта III и обединителот на Горна и Долна Македонија. Ние не памтиме во историјата дека едните биле горно македонци и другите долно македонци по идентитет. И едните и другите биле очигледно антички македонци. А имале две држави, Горна и Долна Македонија, така се и викале. Аминта III ги обединил Горна и Долна Македонија. Значи тоа е пример од нашата античка историја, која многу ја сакаме во последно време. Значи, и јадници врезови можеме да направиме, да дискутираме, за да кажеме дека додавката не значи идентитетско прашање.
Вие свој меморандум предлагате? Идентитетското прашање е нешто сосема друго. Значи, тоа е начинот на кој ние културно, историски, лично се представуваме, тоа е идентитетското прашање. Инаку, ако начинот на кој ние го представуваме е суштина на идентитетското прашање, значи утре против нас треба да тргнат сите малцинства. Значи во моментот, значи според начинот на кој ние дефинираме проблематиката, значи во моментот кога Република Македонија би се викала, нели, Република Македонија меѓународно призната, значи и власите, и ромите, и турците, и албанците, и србите, и не знам кои се постои во Македонија, значи во истиот момент веќе немаат идентитет. Мислам, толку се јасни работите, толку се, мислам, толку се лесно разбиваат, што не можат полесно да бидат разбиени, само едноставно да ја немаме оваа пропаганда. Добро, се вие Ајде, второ, ајде ќе поставам уште едно хипотетичко прашање. На сите тие кои денеска викаат името не го даваме, да им кажеме утре ја правиме повторно Југославија, во кој ќе имаме југословенски пасош, нигде нема да пишува Македонија и сите ние ќе се викаме повторно Југославија. Јас ви гарантирам дека 80% од оние кои денеска ќе се борат цврсто за името, ќе речат нема проблем, ајде да бидеме Југославија. Значи, имаме ние на политичка хипокризија, а први ќе бидат оние медиуми кои денеска се борат многу за името. Први ќе пропагираат за таа Југославија Латас, Ивона, Миленко, Јанко, овој Томич. И од еднаш ќе ни стане не ни е битно нигде, ни пасош да имаме македонски, важно ни е Југославија. Ние се уште живееме во сонот за Југославија, а таму кај што најмалку треба да го браниме и каде што едноставно треба да одиме напред, едноставно се правиме најголеми патриоти. Вие сој меморандум што го предложивте деновиве, предлагате практично СДСМ и ВМРО ДПМН да се откажат од нивната идеја да организираат референдум. Еве хипотетички да се реши спорот за името, тоа може да помине на референдум. Како го замислувате тоа, кога мнозинството од граѓани се против? Тоа би било како пред референдум. После тоа, ако сакаат, нека направат уште еден референдум. Меѓутоа, јас сметам дека ова е прашање кој треба да го решат политички одговорни луѓе. Ако Вучич и Дачич сега го ставија договорот за референдум, на референдум, ќе поминеше ли тоа во Србија? Немаше да помине. Ајде сега да погледнеме дали некој во Србија зборува за проблемот. Напротив, гледаме дека има најголем рейтинг, затоа што кога ставија емоциите према Косово и она што им го нуди Европа и НАТО, денеска ние гледаме анкетите дека зборува дека тие ги победат поубедливо и од она што го имаа пред самите избори кога влегува. Значи, едноставно јас велам, целата проблематика е проблематика на сериозна медиумска манипулација и она што пак го велам. Значи вака, нека ни кажат што. Единствен во моментот кога разговара со грците со името, тоа е владата на Република Македонија. Значи, ако не сакаат, јасно е дека ние мораме да ставиме некаква додавка. Значи, ја не знам некој кој се занимава со политика, на кој не му јасно дека ако сакаме да го решиме проблемот, треба да имаме додавка за надворешна употреба. Ако во една таква ситуација, што не ги прекинат разговорите? Зошто преговараат уште со грците? И конечно, не смееме ние да го заборавиме геомилјето во кое геостратешкото милје кое се наоѓаме. Србија почнува преговори, еве вчера кажа до 2018 година ќе влезе во Европската унија. Албанија добива во јуни кандидатски статус, Косово доби сега асоциација и стабилизација, најверојатно за 4 години. Црна Гора преговара. Црна Гора ќе влезе најверојатно во овие 4 години во Европската унија. Чекайте сега, дајте малку да ја погледнеме сликата. Ќе останеме само ние и Босна. Сега, што треба понатаму да зборуваме? Има ли поопасна ситуација? Добро, има ли поризична ситуација за безбедноста на Република Македонија? И конечно има едно друго прашање. Етничките заедници во Република Македонија стануваат се понервозни, посебно најголемиот носител албанците, и вие немојте да сметате дека овие благи закани кои тие не ги упатуваат на нас, па дори и денеска имаше нешто такво, нели? Да, Ахмети се закани со нови избори на есен, доколку не се решимето до септември. Ние не смееме да ги подцениме и барањата и чувствата, значи тие до сега по тоа прашање ги почитуваат чувствата на мнозинската заедница. Меѓутоа стануваат се понервозни и понервозни
И немојте да очекувате дека оваа трпение ќе трае повеќе од 3-4 години. Еве слушајте ми го зборот, затоа што еве јас ќе ви кажам. Значи, еден наш голем пријател на Македонија, господинот известувачот COVID, ни беше представуван како голем пријател и тој не поддржува многу во компромисот со Грција, меѓутоа ни кажа мејатиот пат, во извештајот дека Македонија необврзано и се препорачува да има втори официјален јазик. За година-две, да, за година-две, тоа ќе стане најверојатно официјално. Јас тогаш го предлагав малку, како да кажем, цинично, за да разберат некои луѓе каде одат процесите. Меѓутоа за година-две ќе стане тоа официјален предлог на Европската унија и на НАТО. И најверојатно, како што се менува демографската структура на Република Македонија, за многу кратко време ќе стане албанскиот јазик официјален јазик во Република Македонија, затоа што тоа демографијата го бара. Не знам дали македонските граѓани знаат дека во 2012 година од вкупно родените деца во Република Македонија 50% се македонци, а 35% се албанци. И тој процент секоја година се менува на штета на Република Македонија. Најверојатно 2013 година ќе биде првата година кај што прв пат во историјата на Македонија под 50% се имаат родено македонски деца. Така што ние и на внатрешен план ќе го минуваме идентитетот. Ако продолжат демографските процеси, најверојатно на пописот 2021 година ќе констатираме дека македонците, ако има попис, ама најверојатно тогаш ќе навиваат многу да има попис, ќе констатираме дека македонците се под 50% и се малцинство во однос на сите други етнички групи. Ќе констатираме дека најверојатно христијаните, демографијата ќе си биде таква. Што ако влезе во Европска унија, нема да се сопрат раѓањата? Знаете што е проблемот? Проблемот е во демографската безнадежност. Ако вие погледнете колку луѓе се иселија од Република Македонија во минатите 4-5 години, не можете да не го поврзете тоа економска и политичка безнадежност и онаа што ви го нуди гаранцијата на НАТО и на Европската унија. Фактот дека најголемото иселување се случува од Источна Македонија зборува за економски стандарди, а фактот од Западна Македонија што се сели зборува за политичка нестабилност и страв. Луѓето се плашат да живеат во одредени делови на Западна Македонија. Добро, се иселуваат албанците. Албанци се иселуваат доста. Се иселуваат, меѓутоа процентот е на наша штета. Значи, ние не смееме да заборавиме дека луѓето немаа надеж. Што мислите, ќе се федерализира Македонија? Што е поентата? Ќе се федерализира и се распада? Не можам јас да предуцирам, меѓутоа дека ние ќе зборуваме за крупни политички промени во наредните 4-5 години, ако не влеземе во Европа и во НАТО, тоа е повеќе од јасно дека ќе зборуваме за крупни политички промени. Мислам, оној кој сака политиката да ја гледа два потези во шахот, а не само првиот, ќе го види дека најавите за таа работа не се случуваат. Затоа вие предлагате ова подпредседател албанец да ги удоволите, да ги пресретнете? Токму заради тоа. Со тоа не можете гласови да освојувате. Не, вака, јас ви кажувам, од 90-та година, ако зборував тоа што сака народот да слуша, Македонија никош немаше да биде самостојна. Јас 90-та година, ако зборував тоа што сака народот да слуша, тие сакаат да бидат југословени, така? Не знам дали вие се сеќавате на тоа време. Во ДПМН не се сеќаваат во документарните програми, меѓутоа оние кои се повозрасни се сеќаваат. И секогаш сум ги кажувал тие работи на луѓето. Албанските лидери не го бараат ова вие што го нудите. Значи вие одите чекор понапред. Дури ни албанските партии експлицитно не бараат подпредседател албанец. Значи јас она што се обидувам во последните години, значи имав јас еден предлог за кој бев многу нападан таму пред 11-12 години да се разделиме. Видо тогаш викна македонците рипна, а не албанците, овој сака да не дели. Значи, сега им кажувам во последните 2-3 години, ако сакате да живеете заедно, како се живее заедно? Значи, ако сакаме да живееме со албанците заедно, најверојатно некои 2000 и која беше тоа 2000, веќе ги заборев годините, 2001 кога го предложивме тоа, мислеа дека ќе живееме заедно со албанците, ама ние ќе бидеме во градовите, тие ќе бидат на шар планина. Демографијата зборува дека не е така, туку треба да живееме во исти мала и во исти градови и во иста држава. Значи јас во последните неколку години
И кажувам на некои што сакаат сега да бидат новокомпонирани патриоти во Република Македонија, а го преспаа осамостојувањето кога зборувавме за Македонија визави Југославија, ја преспаа кризата од 2001 година, ги немаше нигде таму кај што требаше да се крвари, и сега глумат големи патриоти во Македонија. Им кажувам како треба да се живее ако сакаме да имаме заедничка држава. Во таа насока, значи, треба да го напуштиме концептот на етнички патриотизам и дефинитивно да правиме македонски државен патриотизам. Тоа и Волес ни го порача на еден од своите говори во некој универзитет пред некое време, му наскокаа во Македонија дека не знаел што сака да каже и не знам такви концепти. Ако сака Македонија да продолжи да живее, едноставно мора да излеземе од македонскиот етнички патриотизам и да правиме македонски државен патриотизам. А во тој македонски државен патриотизам очигледно треба да има разбирање за новата демографска ситуација во Република Македонија. Демографијата не е мала работа кога станува збор за една држава. Таа ја гледаме во многу простори дека ја диктира политиката. Затоа кога зборувам за овој компромис, значи постојано го потенцирам дека треба да имаме разбирање веќе и за огромните етнички заедници кои не стануваат веќе еднакви како нас во Република Македонија. Го начнавме прашањето за претседателските избори. Со вашиот предлог за подпредседател предлагате исто како и да се бира во собрание следниот претседател и да бидат последни претседателски избори. Јас имав една колумна уште 2003 година, не знам дали се сеќаваат постарите читатели во Дневник, кај што го предложив истото тоа. Тогаш не беа во прашање албанците, тогаш беа во прашање односите дека секогаш во Република Македонија за претседателските избори имаме највеќе проблеми. Тоа, ако се подсетите, првиот избор на Киро Глигоров, вториот избор на Киро Глигоров беше аплов фалсификат, изборот на Борис Трајковски беше обвинет дека е фалсификат, изборот на Црвенковски не го призна. Значи, секогаш има најголеми проблеми околу изборот на председател. И сега 3 месеци се занимаваме со председателот. Од една страна имаме една диспропорција со тоа што граѓаните го избираат председателот, тој има голема морална власт, а од друга страна имаме устав кај што тие ингеренции на председателот се, како да кажам, се минимални. И сега ако имаме веќе една таква ситуација, зошто и понатаму да се малтретираме? Зошто и понатаму секогаш да имаме нови и нови инцидентни ситуации? Дајте да го вратиме председателот во парламентот. Цела Европа. Дебата веројатно ќе се отвори после избори. Сега ние ја поддржуваме и мислиме дека и излез од оваа криза која денеска ни се случува во Република Македонија, ние нудиме реален излез. И ако веќе има председател во парламентот, многу е реално да има и подпредседател кој по правило би бил припадник на некоја етничка заедница. Кажавте дека нема да предложите ваш кандидат за председател. Веќе се јасни кандидатите горе-долу, се знаат. ВМРО да поменутре одржува конвенција, меѓутоа раководството скоро застана за Пендаровски исто така. Поддржувате некого или ќе ги ставите вашите симпатизери сами да... Јас ќе ви кажам на кратко вака. Ако биде Ѓорги Иванов, има поголема шанса да го поддржиме Стево Пендаровски, затоа што кога бирате еден стар политичар, треба да си го поставите прашање што направи овој човек во своите 5 години. Ние од Ѓорги Иванов не видовме ни една акција, не видовме ни еторно решение на проблемот, видовме една безлична фигура која највеќе беше како марионетка на владачката структура. Значи, најнемоќен председател, најнеактивен председател. Сега, зошто да го даваме мандатот на истиот тој човек? Ако е Јове Кекеновски, како најсериозен кандидат таму, па дури и Ставре Джиков гледаме дека се кандидира, значи, еве, јас ви кажувам, значи, ако е Јове Кекеновски или Ставре Джиков, шансите да ги поддржиме нив визави Пендаровски се многу поголеми. А ако остане Иванов, шансите да го поддржиме Пендаров се многу поголеми за негова страна. При крај на емисијата, на крајот сакам да ве прашам околу добрососедските односи на крајот за Бугарија. Колку е сериозен тој проблем од ваша перспектива? Знаете како што? се усложнија работите? Проблемот, значи, заедно со проблемот со Грција, денеска имаме проблеми со Бугарија. Јас навистина сметам дека треба да бидеш навистина политички мајстор од Бугарија да направиш проблем таков како што денеска го имаме, значи да ти стават и тие
Се не знам на крајот дали тие ставија вето или само најавија вето, не се расчисти тоа до крај. Видите, во очигледно Добре, условуваат поддршката со тој договор. Да, Грција не е сама, туку се сега 2-0 во тој сојуз. Значи, јас постојано велам, мала политичка наклонетост од Република Македонија, не зборам за некои не знам какви остапки, тука едноставно поактивна комуникација, поактивна барат договор, значи строка барат договор. Значи, не право немаше да дојде тој договор со Република Бугарија и јас ви гарантирам дека Бугарија ќе се тепаше денеска највеќе и во Европа и во НАТО за Република Македонија и ќе беше денеска најголем непријател на Грција. Малку да имавме политички такт, доволно да беше да имаме 10% од тоа што го правиме према Србија, да го правиме према Бугарија, како држава, на надворешен политички план. Што правиме со Бугарија? Владата тврди дека јас не сакам да кажувам што правиме се. Владата тврди дека имаме нормални односи, нема никаква негативна. Сега јас мислам дека ние не сме излегли 20 години, не сме излегли од кампања против Бугарија. Значи 50 години во комунизма слушавме само анти-Бугарија и 20 години во демократијата исто така слушаме само анти-Бугарија. Меѓутоа, имаме ситуација сега кај што имаме проблем. Ако го разбирам добро она што тие го бараат, е оној договор меѓу Ѓорѓиевски, меѓу мене и Костов, односно декларација што беше потпишана 98-2009, да се претвори во... Што има спорно во тој договор? Може ли да се сетите? Па, сега вие можете да измислите 100 точки спорни. Самиот факт што вие не се сеќавате дека на спорните работи, значи дека сме го заборавиле. Да, тоа е можеби единственото спорно. Меѓутоа, со тој договор, со таа формула се потпишани 80 договори меѓу Бугарија и закони и Македонија и најверојатно десетина потпишали и оваа влада. Па зошто не го потпишеме тој договор? Не знам зошто не го потпишеме. Знаете зошто не го потпишуваме? Не мислам дека се работи за лична суета дека Ѓорѓиевски го потпишал тој договор, затоа што ќе ве потсетам дека јас кога сум го потпишувал тој договор, имаше некои министри кои денеска се во актуелната влада исто така министри или поголеми функции, имаше некои лобисти кои просто не можам да сватам. Антонио Милошевски како советник во мој кабинет беше еден од најголемите лобисти што поскоро да го потпишеме тогаш декларацијата со Бугарија. Денеска како министер за надворешни работи на владата на ВМРО ДПМН е најголем противник. Што им е на луѓето? Јас просто не можам да ги дефинирам какви проблеми имаат луѓето во оваа држава. И има многу такви таму кои беа лобисти таа декларација тогаш што поскоро да се потпише, а денеска се пак најголеми патриоти. Значи не верувам дека се работи за суета. Туку бидејќи владата на ова ВМРО ДПМН се име рейтинг, значи тие се име рейтинг, се име значи одмерено колку проценти носи ова, колку проценти носи она. Значи тие сметаат дека во Република Македонија народот е се уште премногу српски, просрпски ориентиран и се уште е доволно пробугарски ориентиран, за да им, да речеме, земе 5 индексни поени во нивните проценти. Мислам дека тоа е проблемот. Господин Ѓорѓиевски, благодарам за вечерашното интервју. Ви благодарам за поканата. Сметам дека ја препознавте платформата на ВМРО Народна партија, што е тоа што се разликува од сите политички партии. Благодарам уште еднаш. Вам, почитувани гледачи, благодарам што и ова вечер бевте со нас. Останете со 24 вести.